Добро утро, почитувани гледачи на утринската програма на Телма. Се наоѓаме во Штип, на локацијата каде што во наредните 2 дена ќе се одржува Штипската пастрамалијада, односно ќе се слави познатиот штипски специјалитет, а тоа е секако нели пастрамалијата. Со нас ова утро е градоначалникот на општина Штип, господинот Иван Јорданов. Господине Јорданов, еве после пауза од 2 години се одржува Штипската пастрамалијада. Дали требаше повторно да се стават луѓето во таа машинерија за побрзо да се организира пастрамалијадата? Добро утро и од мене, поздрав до гледачите на утринската програма на Телма телевизија. Направени се последните подготовки, се е спремно за да започне познатата и најмасовната манифестација Пастрамалијада 2022. Очекувам добра забава, да нашите штипски угостители го презентират познатиот штипски бренд Пастрамалија на најдобар начин, да има најголема посетеност, затоа што нудиме навистина богата програма на добро познатата локација Дујле. Како што напоменав, веќе се завршени последните подготовки и очекувам навистина она кое што градот го нуди на најдобар начин да го презентираме и Штип и добро познатиот бренд Штипска пастрамалија. Инаку морам да напоменам дека заради корона кризата која што во изминатите 2 години беше присутна во нашата држава, оваа манифестација имаше прекин. На огромно задоволство мое и на штипската јавност продолжуваме со организација на оваа манифестација во ова време, невреме кога практично продолжуваат кризите. Ова е добар начин да ги поканиме сите љубители на добрата забава, не само од Штип, туку и пошироко од околните градови, од градот Скопје, да дојдат да присуствуваат на оваа манифестација и да пробат вкусна штипска пастрамалија. Така, еве вечерва и утре вечер кои ќе настапат овде на оваа бина, да ни кажете. И како што гледам според програмата се задржуваат оние содржани сечење на джиновска пастрамалија и брзо јадење на пастрамалија. Токму така, ќе има целодневна програма која што ќе ги анимира посетителите и нашите сограѓани кои што ќе можат да бидат дел од оваа манифестација. Предвидени се неколку настани кои што во склоп на оваа манифестација ќе бидат организирани, изложување на джиновската и сечење на джиновската пастрамалија, исто така трка во брзо јадење, трка на келнери. Ова се познати настани кои што се организираат во рамки на самата манифестација, но исто така и она која што го нудиме богата музичка програма, познатите музички имиња Јелена Розга која што ќе настапи во петок вечер и Тони Цетински во сабота вечер. Исто така ќе бидат претходно проследени со познатите музички групи и музички имиња Кукулеле, ДНК, Джамбо Агушеви и нашиот штипјанец Зоран Илиев. Ова е само можност да поканиме голем број на наши сограѓани и на жители на околните градови да дојдат да присуствуваат на оваа забава која што сигурно ќе биде една од најмасовните која што се случиле во Штип. Ќе внимавате ли на квалитетот на штипската пастрамалија, бидејќи знаеме дека низ годините еве некои едноставно не се грижат за квалитетот на штипската пастрамалија? Токму така, едно од прашањата кое што беше отворено на средбите со угостителите е да брендот пастрамалија, штипска пастрамалија биде презентиран на најдобар начин, да се задржат критериумите и стандардите за изработка на овој познат бренд и она која што ќе се служи да биде она која што го заслужуваат посетителите, да вкусат и да пробат најдобра штипска пастрамалија. Овие стандарди ги утврдивме на самите средби и состаноци со угостителите, исто така на нивен предлог беше утврдена и цената на пастрамалијата која што ќе се служи е во износ од 190 денари. Ќе имаат можност на 20 на штандови посетителите да пробат да купат штипска пастрамалија и да бидат дел од оваа манифестација. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас да поканате и ги поканувам сите граѓани на Македонија да бидат овој викенд дел од манифестацијата Пастрамалијада. Така, почитувани гледачи, ова беше разговорот со градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов по повод Штипската пастрамалијада. Повелете во Штип на пастрамалија и на чаша вино.